5, 4, 3, 2, 1. Дечко? Дечко? Дека си ти, бе? Ама я. Абе, що тази фризура? А? Знам ово кај воде. Що тази фризура? Знам ово кај воде. А? И аз имав многу убава фризура, Добро. ама се разшисваш на едно време. Се разшиша, бе. Вика да ми фана, вика со шо викаше, то не вика. Секира, Со секирата. И то не вика, я вика се разшиша, вика малко, ама со секирата и вика, ептен убаво се разшиша. Тай поглед, вика. Вика, знам као ли. Шо правиш, добър? Добро. Ти како е? Добро е, вракиме се у продукција, вракиме се малку у темпо. Имаме мала пауза. Заврши, аз ще има се обвръзки. Завърши, те гледаш, излезал съм от колосек. Завършен съм, ще имаше обвръзки, студии, магистърски, сега съм официално МРМД. Отлично. По некои си мултидисциплинарни научни изтражувања, така да, ако некој тоа го интересираше. Каде беше Милан на естрадата, каде бил папата на естрадата, ама не. Студираше. Да, мене ме немаше неколку месеци, ама тебе не съм те видела 5 години. Кога ме? Тоа сега си у Македонија неколку дена и многу ми мил и фала што дојде да снимаме на епизодчка заедно и што можеме да се помобетаме и да видиме што правиш ти у живото. Нема проблем. Anytime. Anytime. Кога не си у Македонија си? Кога не сум Македонија, сум у Германија. Германија, добро. Сега за сега. Сега за сега. И плаваш у водите на Чичко Ханс Цимер. Цимер? Веќе и дедо станува. Дедо станува. Ханс Цимер, да. За тие што не го знаат Ханс Цимер, Ханс Цимер е тај што прави саундтракови, што прави продукција на огромни филмови. Мислам дека на Lord of the Rings беше превел или такви или не. На некои огромни блокбастери. На што има правено Ханс Цимер? Inception има правено, после сега последниот Бетмен, Супермен му беше као суперхеројски и после као кажа дека веќе неќе суперхерои да прави. Тоест музика за суперхеројски филмови, ама за поголемите блокбастери има правено. А Lord of the Rings беше Хауард Шор. Он го нема многу на сцената, ама еднаш ка излезе и доста му. И доста. Погодило му се работа ептен. Да. И сега тоа што го прави Ханс Цимер, тоа се вика music production, music composing, како сваѓа? Компонирање, да. Компонирање на Он музика. компонира музика за филмови. Јасно. И тоа е комплексен процес или? Тоа е комплексен процес. Тоа е огромен процес. Тоа е не е баш само да седне или да пишува вака со ноти или да пишува, нели, сега у денешно време на компјутер. Добро. Туку има толку многу луѓе уклучено, тоа е цел тим на оркестратори. Премат луѓе како да биде скоро, како да биде напишан, како да биде оркестриран. Тоа ти е еден огромен тим на луѓе, може да биде стотици луѓе. Јасно. Луѓе што свират, се организира, не знам како да ти кажам, треба целиот процес да го почнеме од почеток и да ти го објаснам како оде, за да сванеш уствари колку е комплексна таа ситуација. Затоа сме тука. Според мене сега, а и според мислам многу други луѓе, може компонирањето на музиката, јас немам представа. Ја мислам нешто ставаш пример тука виолини, тамо тромбони, овамо нешто, нели, пијано вам тамо и отприлика некако така скоцкуваш. Или јас сега си го замислувам дека седнеш и не знам дури композиторите што се биле на симфониите порано, не знам како си компонирале кој е мисловниот процес како и оде на нив, као сега сигурно не седне некој, сега виолината ќе свири во, туку те отприлика ти се малку така. Како оде, пример, треба прво да добиеш некоја мотивација или те пример кажеш или не кажеш или те треба да компонираш музика за некој те така пример за суперхеројски филм или нешто такво те пример како за Бетмен. Треба прво да почнеш мотивација некоја да најдеш, да си најдеш некоја тема или како оде тоа? Прво, да кажеме најновиот Бетмен сега што излава, нели, со Роберт Патинсон, како беше. Роберт Патинсон нели беше тај у Twilight? Да, он сега ќе биде Бетмен. Дека дечкото од Twilight Бетмен на огламе. Значи ајде, Бен Афлек, вие другите, ама дечкото од Twilight. Он има интересна сторија. Вампиро има многу интересна сторија со тоа што
Баш најпот чита за него. Он не смеем се задраиш, имам и ние интересна история за вампира. Ај после ќе кажа. Шо сторијата? Сега малце бегаме од темата, ама Роберт Патинсон, нели беше Twilight, стана многу познат и замрзија славата. И почна да глуме у инди филмови, у многу малечки продукции, значи само да се тргне од славата, заради тоа што не му годеше, да. И сега, после толку, не знам, од Twilight, колку 10 години има сигурно, не знам, 7-8. И сега, конечно, после толку многу време направени инди филмови, он па се враќа на сцената со Бетмен. Со огромен филм. Ролер костер авати. Од Twilight, у инди филмови, у Бетмен. Да. И кога те праша некој кај тераш у живото и треба да знаеш... Тоа не знам кај тераме. Ти треба да знаеш кај тераш. Ќе видам со теко на времето. Добро. И за Бетмен? Него ајде да кажеме те сега за Бетмен. Прво нешто се одбира, нели, композитор, режисерот си замислува кој сака да му ја прави музиката за тај филм. Така. И, например, он или си има некој што соработувал со него многу време, како што, например, Кристофер Нолан, што го има правено Inception, и сега Тенет, што иде за најновиот филм, соработува многу време со Ханс Цимер. Значи, години. Они се као најдобри другари и многу позната двојка у Холивуд, режисер и композитор. Јасно. И обично Кристофер Нолан го бира Ханс Цимер. Ако немаш некој таков што го бираш секој за твојот филм, гледаш кој сакаш да ти го изгради, знаеш, саунду на филмот, ајде да кажеме. Кога најдеш тај композитор, например, за многу акционен филм, некој што прави поагресивна музика, му се јавиш, го прашаш шо како, и прво нешто што го добие тај композитор е скриптата од филмот. За како да добие, некаква инспирација. Да. Арно, ама поголемиот дел од композиторите не работат од скрипт, заради тоа што ако го немаш филмот пред тебе да го гледаш како е направен, ефекти нема, сваќаш уште толку многу унесено у филмот кога го добива композиторот. Арно, ама ако не го видиш како изгледа визуелно, многу тешко можеш да се инспирираш за како да пишуваш музика. Значи добиваш скриптата, читаш скриптата, знаеш дека си на филмот и чекаш филмот да биде у продукција веќе, да се снима, да се заврши. Сега кога заврши филмот со снимањето, оде на катинг, на едитинг, едитира се филмот и кога се заклучи, значи picture lock тоа се вика, кога веќе заклучен целиот филм со editing phase, го добиваш. Тогајка, значи нема визуелни ефекти филмот, уште нема VFX и си тие работи, и ти го добиваш и најбитното нешто кога го гледаше, нели прв пат го гледаш филмот, треба веќе да ти се раѓа идејата тука. Како би го ти градил овај филм, како би го насочувал. И тоа секако иде со разговор со режисерот. Значи вие седнувате заедно и он ти кажува, тука прво сака музика, тука не гледам дека има потреба од музика и се води еден голем диалог, знаеш. Дискусија. Така, дискусија. Кога се тоа се заврши, кога ти веќе си напишал тетрадки со ноутс, нели, од тоа што ти кажал за таков огромен филм, седнуваш и у денешно време, те, например, Ханс Цимер што и правил, он не пишува ноти, значи он не е музички едуциран, Ханс Цимер. Никако. Значи, он не е ич музички едуциран. Тоа е баш и најфасцинантно, да. Стрит школа. Баш. И он седнува и има пред него клавир, има компјутер, има програма, нели? И ги има сите инструменти на таа програма. И почнува да ограде звука, како он го замислил, дали виолини ќе става, дали клавир ќе става, дали тапани, некои многу јаки ќе става. Идеите си ги запишува, почнува полека да граде и свакаш, баш имам гледал многу интервју со Ханс Цимер и он не знае што прави у многу моменти. Тоа е најинтересниот, тоа самото си го вика. Он вика, јас си мислам, ја не знам дали сум фейк, знаеш, као оти седне и вика, некој денови седнам и ништо не напишам и си викам, леле, ја колку сум фейк, гледај за колку филм права музика, а не знам што правам, знаеш. И има многу моменти на даут у себе, на сомнеш, дали. Арно, полека, како што иде времето, како што притиска, нели, секој филм си има свој дедлайн. Така. И почнува да го гради филмот, завршува си неговата скица и заради тоа што он не е музички едуциран, а и нема време, така, го дава сето тоа што го направил на оркестратор. Оркестраторот е тај што ги зима инструментите и ги запишува, например, ако е симфониски оркестар, ги запишува за секој инструмент посебно нотите како би одиле за виолини, што е било за втори виолини, за виоли, за виолончело и сите тие работи. Тоа се спрема, се букира сесија со, например, ако е било за Бетмен, ќе се букира сесија у најголемите студии у Холивуд. Така. Нели, за музички продукции и снимања. Да отсвират.
така. Дава ти се на сите, тоа се снима, таму има многу луѓе што го спремат и после тај саунд што се снима оде у миксинг стейдж, тоа се вика, кај што филмот се микса заедно со симфониски оркестар и кога тоа се заврше, се залепат тие двете работи и веќе филмот е готов, да кажем. Веќе имаш Бетмен. Цел Бетмен. Цел процес. Цел процес, долг процес. Тоа, ти другарни, ти немаш ли снимал драиш некои оркестари за некои филмови? Уствари не смееш да кажеш. Добро, драиш ми кажам дека некој нека да има снимално за некои филмови оркестри нещо. Толкова смея. Ќе направим мабет. Драиш може да осетне после. Не е проблем. Интересен процес. Предпоставувам премногу е, ти сега не го кажа, те неко много едноставно и много, нали, као воз. Ама то сигурно е много, пример, музичарите усекам некој път знаат, не да се зајават, ама сигурно имат во сакам така да биде, то сакам така да биде. И ја дори не знаеше дека до тај степен со дека се снима, пример, на крај ти доваѓа па треба луѓе да го свират, значи колку и да се работи со машини со се. Викаш, он си го направи, нели, на програма, што викаш, пише го се тоа, и сега од прилика знае, нели, како ќе звучи некој, ама на крај па луѓе си го свират, така да, значи за најголем дел од филмовите, предпоставам барем за Холивуд блокбастерите, вистински луѓе имат свирено музика. 90%. Тоа е многу битно. И добро, и те како композитор треба да знаеш, пример, што викаш филмот да го гледаш. Значи ти го добиваш, нели, без музики, треба да добиеш инспирација. Предпоставувам многу е битно да знаеш да го погодеш моментот пошто многу голем дел валја е музиката, каква емоција ќе побуде кај пример сега што од Avengers, онаа карактеристична музика. Кој беше не ми текнува мелодите кој беше, ама нели како кога се собират сите херои, таа мелодите некои дури знаеш баш моментот пукне, да. Баш така. И сега тоа колку и да направиш че CGI, колку и да направиш, колку и се добри глумците, ако немаш некоја таква музика или па на Lord of Rings на таа што е на крајната битка на третиот дел кај што сите се борат, некако е многу клучен елемент, мислам, интересно. Колку време работиш ти со продукција на музика? Сериозно, значи, збораме сериозно почна 2019, крајот на 2019, декември, да. Сериозно сум свеж. Да, претходно сум работил, сум се спремал да работам, значи опрема сум собирал, ама не сум имал толку време. Сериозно почна крајот на 2019, купи солиден компјутер, купи солидна опрема за студиото, опреми се, ајде да кажам, и сериозно почна крај 2019 некаде. Толку време го прави студиото на година или? Студиото беше процес, јас започна 2016 да го градам студиото, тогајка почна да ги изимам инструментите, прво купи MIDI клавиатура, звучници, имаше лаптоп, ама не беше доволно јак за тоа. И тоа е интересно заради тоа што повеќе беше, ајде да кажам, хоби. Иако јас сум музички едуциран, сакаше да извадам еден албум, знаеш, и порано слушаше многу повеќе рок музика. И у 2017 почна да правам рок албум. Стварно? Да, како хоби баш. Тоа у Германија се деси. Купи гитара, купи бас гитара плюс купи и почна да снимам, онака да видам што ќе излезе. И извади еден мини албум од 4 траки. Ронг се викаше, да. Стивен Вајнал Ронг. Стивен Вајнал, тоа ти уметничкото. Да, значи не се представи. Стивен Вајнал ми е уметничкото име. За тие што не те знаат како разшишаниот, те знаат како Стивен Вајнал. Стивен Вајнал. Да, и на Инстаграм си Стевен. Да. Винил. Музик. Да. Ронг. Ронг ми беше. Ако се слуша наше светско, ама наше домашно рокче, на кај го има албума? Албуму го имаше порано на Spotify, на Amazon, на iTunes, на се го имаше, Арно, ама јас го повлече. Добро. Заради тоа што осети дека сега веќе, пред некое време го повлече, заради тоа што осети со продукцијата што сега ја правам,
порано тоа што го прави, едноставно не беше доволно продукцијски спремно. Значи имаш... Така. Значи, со теко на времето, заради тоа што јас се сам прави на тај албум. Така. Сам свире гитара, сам свире бас. Не тропа само, сам ги тропа на компјутерот паните. One man show баш беше. И сметам дека поубаво ќе биде ако врнам тај албум и му направам ремастер, од поново се преснимам, од поново се направам и некој ден у иднината, не знам кога, кога ќе имам време, пак ќе излезе тај албум. Има го на YouTube, иначе има ги траките на YouTube, ама ги нема на Spotify, не се дистрибуитирани, ајде да кажеме. Јасно, супер. Да. Така почна, тогај кога почнав да собирам студиото, полека се деси кога се пресели конечно у Келн, сега ќе живеам. И купи јак компјутер и го собра целото студио да ми биде пренаменето повеќе за филмска музика, ајде да кажем. Да. И у последно време гледам и некое спотче нешто имаш. Не спотче, ама онака баш убаво гледам имаш наместено и камери и како се снимаш. Да, баш. Мислам на Инстаграм, па и на YouTube, мислам ќе се видите или не. На Инстаграм ги имам видено. На YouTube ги има, на мојата веб страна ги има и на Facebook ги има, ке мене на моја Facebook, да. Да, мислам баш ми е така интересно као гледам те и со пасија дека го работиш дека се седеш сега. Мене во ми е хоби, ама на тебе ти е пасија и има си друга некаква енергија и ми е така баш ми е фасинантно, пошто викам ти многу пресказ зборим, многу ретко гледам некој да работи нешто со пасија, многу ретко да работи нешто што тоа го сака. Ама дотека дојдеш до тај степен да си го работиш тоа со пасијата, има си многу чекор. Точно. Ти у Германија си колку време? Јас сум у Германија веќе 4 години баш. 4 години. Ми кажа дека тоа е релативно кратко период за да почнеш да си работиш и се и сериозно. Да. Ама преска ни спомна дека не си отидел у Германија како музички продуцент. Значи препостувам Пато што си го одел и уште што го одеш е баги трнлив. Тоа не е ништо лошо, ти само тогава можеш да видиш што е. Точно. Кој е царскиот пат ако не си го поминал трнливио. Точно. Како беше тај пат за тебе? Од пред 4 за мене години до сега. Пато е... Не се видиме на кафе или на пиво, сега минава кетчуп е. Пато е трнлив баш Германија, особено ако почнуваш од ништо, а ја почна од ништо. Беше у Скопје на факултет прва година на аранжирање и сакаше да одам за Америка. И на пато до агенцијата за Америка да го подпишеме договора и се јавуват на мама дека и кажуваат дека имало некоја агенција за Германија што било многу поевтино, пошто Америка нели кошта $2,000 да отидеш до таму. Добро. И ќе треба да работиш 3 работи. За work and travel. За work and travel збориме сега, да, како студент. И треба да работиш 3 работи за да си ги врнеш парите. И кој кажа на мама дека има агенција тука што за 200 евра те носи у Германија. Добро. А у Германија скоро исто пари ќе заработиш како што у Америка. И плюс многу поблиску, знаеш, карта е 20 евра, мислам, многу поедноставно е. И првата идеја ми беше ќе одам на 3 месеца и ќе си дојдам. Арно, ојде на 3 месеца. И шефо со газдата таму на KFC, пошто јас почнав KFC таму, нели? Добро. И со газдата од KFC преима бет дека сака да ме задрже како работник и да останам у Германија. Така. И јас тогајка мојата женска, што сега ми е жена Елена. Да, ти пред некој време нели се вери? Да, скоро беше некаде, ако не се лажам, летоска или? Јануари 15. Не, летоска ми јануари. Знам некаде биде скоро. Браво. Да, јануари се вери. И со тогајка женска ми преима абет и се договориме, ајде, ако дојде и она, или ако и неа ја прима, ќе останеме 1 година да собереме пари и ќе се врнеме на факултет, пошто и она беше исто на факултет на музичко. Арно, ама, у теко на таа 1 година, како што седевме, си викавме, па некако малце тука повеќе ни се свига живото. Ајде да не кажеме поубав, ама ајде да кажеме, повеќе ни се свигаш таму живото и начинот на живото. И си кажаме дека едноставно ќе останеме у Германија на подолг период. И така дојдеме до одлуката да останеме таму. Јасно, браво. Да. И веќе си таа твојата работа бареме некако да можеш да си ја викам има и како што викаш има како транзиција може некоја од хоби, не од хоби, ама баш да викаш нешто на страна да си работам, да се снимам некој албумче, до да почнам да работам на тоа и мислам тоа ти е некаков треба се знаеш како луксус дека е, пошто можеш во исто време да си работиш на кариерата, да си
мислам да имаш време активно да си работиш и ефикасно и нали, ефективно да си работиш на кариерата и още време да си работиш, за да си, нали, за да си имаш нали, и заживение. И то е много добро и мислям дека трябва да баш така да си имаш това пред. Да. Дека го немаш, ама да кажа чисто общо за други луѓе да си имат предвид дека твоята работа си е 100% онлайн. Точно. Да, не 100%, мислам, не, ама много голем дел предпоставям дека онлайн, пошто ти од дома ти е студиото, од дома си работиш. Сега е ремоут, баш у време на COVID, да кажеме, ремоут многу работи што се мислеа дека не бива да се прават ремоут. Најнашка почнаа да се прават ремоут, па дури и снимање на оркестарски сесии, што порано требаше да бидеш на лице место, поголемиот дел. Сега има иницијатива да се прават и повеќе ремоут од дома. Да. Стварно. У реал тайм добиваш. И добро, како пример сега, нели треба да имаш специфично или много бав микрофон за од дома да снимаш? Имат ли сите од оркестарот? Да. Значи, оркестрите што снимат, имат ги најдобрите микрофони што може да постојат. Значи, на секоја секција или до секој инструмент што треба да се, ајде да кажеме, понагласе. Значи, студијата обично што го прават тоа ги имат најдобрите микрофони у свето, најдобрата опрема у свето и ти тај звук што го добиваш е скоро исто кога да си там. Заради тоа што ти ако имаш вакво, како се викаше, диригент на сцена, обично композиторите не диригират, заради тоа што или не знаат или немат време, или сакат да го слушат звукот подобро и заради тоа седат у контролната соба. Кај што миксинг инженерови, кај што се собира тај целиот звук. Значи тоа е се позади едно стакло и ти гледаш и го добиваш звукот директно како ти иде од микрофоните. Така. И со тоа што ти сега не седеш у контролната соба, седеш дома и тие луѓе само ти го пресигнализираат звукот кај тебе да оди и ти кажуваш у реал тайм тоа се дешава. Не сите. Миксинг инженерот е таму на лице место, диригентот мора да е таму на лице место. Добро. И ти само си дома и го добиваш звукот дома. Другите сите паават да снимат. Другите сите паават да снимат. Ја знаеш кој се замисли? Јас си го замисли дека сите дома посебно си ги снимат парчињата, па после се миксат. Тоа е возможно, ама не у реал тайм. Тоа е возможно ако само секој дома сам снима. Да, и треба сега да се некој после и само да лепе да се монтира. Да, еш нешто мала глава, шо? Не. Добро. Здрави Жован, да има искуство и знае дека не бива. Не, негов пријател што знае некој има искуство. Да. Него не ми беше баш така. Мојот пат застанаме кај KFC. Да. Зашо? Заради тоа што јас кога го снимам мој албум, после некое време доби една понуда од истиот тај мој газда, што беше на KFC. Јас почна да кажам да читам многу бизнис книги. Опа! Така. И не знам, тај некако бизнис свето ме многу привлече тај бизнис свето. Добро. И што повеќе читаш, тоа повеќе улаваш. Тај свет е многу ствара зависност малце, ајде да кажем. Знаеш што повеќе работиш, колку повеќе улаваш. Да. И што повеќе читаш, исто така те влече повеќе. И доби една понуда од тај мој газда да отвориме заедно ресторан. Стварно? Да. И Стефан шо направи? Стефан се реши, за жал, ајде да кажем, мара не е за жал, од грешките учиме, добро искуство беше, да остави музиката и да оде у бизнис водите, у ресторан водите, ајде да кажем. Добро. И заедно со газдата, тоест он уложи, отвори нов ресторан, направи го и јас беше менаџер на тај ресторан. Да, у друг град. Остави тотално музиката, не ја распоредија опремата, фала Богу. Остави си у една собичка и у теко на една година се фокусира само на бизнис, на ресторанто. Да. Со жена ми го работевме заедно и одеше окей, арно, ама полека газдата сакаше, не знам, повеќе аутсорсинг да праве, не знам што му беше баш идејата. Арно, ама па сакаше на жена ми, на не знам, на други работници да намалува сати, ово, но свакаш и на мене таа политика не ми се многу свигаше и некако полека почнаа да ни се насоките разделуваат за ресторано. Арно, ама
кога дојде од тај момент, он вика, ако не сакаш заедно така со мене да работиш, јас ќе ти го продадам на тебе ресторано и работи си го ти сам. Да. И тоа за мене звучи окей идеја, заради тоа што да си имаш сам свој бизнис, па и у Германија, не беше лоша идеја за некој што е само у тај момент 2 години у Германија поминал. Добро. Доби финансирање, доби се што ми треба и до моментот кој што требаше да подпишеш тај договор, некако ми дојде една идеја како Стефан, ќе се разбудеш на 60 години, ќе имаш може и повеќе ресторани, ќе имаш пари, ама ќе си викаш дали го направи тоа што уште како мал сакаш да го правиш. Дали си направил музика за еден барем филм, за една игра, за една реклама и дали знаеш кога ќе се разбудеш на тие стари години ќе се каеш за тоа што си го правил последните 40-50 години. И со таа идеја и со мали проблеми за виза на женска ми, заради тоа што тогајка и уште сега малце потака десниот дел на Германија, да кажеме, се поконзервативни и правя некои мали проблеми со виза и тие двете одлуки заедно некако кој имаш некои знаци од некаде. Така. Некако придонесеа да се преселеме на многу далеко од таму, значи од Дегендорф, тоа е доле западна, источна Германија, доле југоисточна Германија. Добро. Да одеме у поголем град, у Келн, кај што барем има индустрија и за мене, како музичар, како композитор, а и за жена ми, заради тоа што жена ми е моден дизајнер по струка. Она има веќе завршено факултет. Креативна комбинација. Да. Исто и пее. И се одлучиме да одеме у голем град, кај што, знаеш, и за двајцата ќе ни се онака можностите отворат. Така. И со тоа заврши таа приказка со ресторано и сега сме кај што сме сега у Келн. Така. И работеме. Да, види, многу е битно да сваеш дека од грешките се учи. Точно. Многу пати, посебно во светот на бизнисот, за многу места нема простор за грешки, ама некој пат кога направиш грешка направена и нема кај да бегаш. Значи, јас сум горе-доле половин у бизнисот, половин не последните 8 години како растам. Некој малку пасивно работеше, пошто имаше студии и натаму, сега моментално последно време малку поактивно работам и се унесувам. Меѓутоа, мајка ми и татко ми се преку 25 години у бизнисот, воопшто у бизнис, и ако нешто имам научено е дека грешки се прават. И тоа многу поголеми грешки од таа што викаш што си направила на една година. Значи, многу поголема, да речем, не е еквивалентно, туку и повеќе од тоа да продаваш сето опрема, да си продаваш стан, да си продаваш се, дојдеш нешто друго да правиш, па да не биде и после да се врнеш па одново да почнеш. Значи, имало и такви моменти у бизнисот. Татко ми на времето, баш преска збориме, имаше, не знам, усвари ние сме многу биле мали, ама тие што се нашите родители ја памтат, има првата телевизија има отворена, телевизија центар, тука баш доле на 2 спрата од сега кај што седеме, студио е имало, да, со телевизија со се. Арнома грешки у бизнес, грешки у чекори, не убаво смислено нешто такво. Он е бил блат, он кој отворил телевизијата, мислам, кој ќе ујам на подкаст ќе ми каже се убаво, мислам дека било околу 20 на нешто години, нешто такво, значи. Добро. Замисли се, јас на подкаст ќе отварам, а замисли цела телевизија со това. Зборим беше дека колку и да мислиш дека некои работи се исправни или не се исправни, многу пати нема да знаеш отпосле. Затоа не убаво да си ги промислиш работите. А и многу пати ќе ти се појават знаци како сега ти што викаш нешто ме надера или нешто се размислили, нешто. Значи некој пат треба стварно граундинг да направиш, уземлиш и да си размислиш наки треба да се движам, зашо треба да се движам, шо имам план. Сега тие што мене ме знаат дека јас сум малкучко така на сите страни разпространет, ништо не ми е на мене без план, ама ми е примерите тоа што го правам, еден факултет сум завршил. Магистарската ми е на друг насока, сега што работаме тотално на трет насока. Ама у мојата глава јас имам како еден круг еден да се спои и кога ќе дое време ќе се спои кругот. Ама треба да биде промислено. Не мора значи дека ќе се спои кругот, окей, и дека ќе биде 100% или може и ќе сванам дека окей, не сум требал тие одлики, не сум, може сум требал нешто друго, ама у моментот така сум промислил и како растам, и како
растеме, не со само за бизнисот, со искуството, стварно донесуваш се по-смарт и по-смарт човек. Татко ми клевер, по-клевер одлук. Значи по-убав зборот клевер нема. Значи не е смарт, да речем, смарт поврзано со интелект. Клевер е збор некој што врзува интелигенцијата со искуството, со разумот, нешто така. И баш така некој по-клевер. Сега ти треба, мислам, и ти си размислуваш у еднина. Дали треба да се насочам кон вајн вид на музика, дали кон тај, што на мене повеќе ми годе, дали треба да правам поголемо студио, дали треба да се преместувам, дали ако ти даде леко понуда да се преместам, значи не дека ако си фанал некој нормално дека така ќе биде. Точно. Појават и други преизвици, ќе се појават и други можности и секи треба да си ставиш, ја што викам, вага на искуството. Да. Значи тај термин, живим с некој пати веќе спомнувам, ќе си го патентирам. Вага на искуство. Значи на база на сето искуство ти се да си ставиш на вага и да си видиш шо како мислам баш штипски, шо како јате шо како. И сега работиш на некој активно филм моментално или моментално паузираш пошто си тука? Сега сум малце на одмор, ама само една недела, ама дури јас се изненади, јас ово го правеше со long term commitment, ајде да кажеме, гледаше за уиднината и си мислеше, добро, сега Стефан правиш студио, планови беше, правиш студио ајде да кажеме декември 2019. Добро. Треба ти време додека се ово да го, ајде да кажеме, мастерираш. Така. И за некој барем 3 до 4 години веќе да почнеш да работиш на некој филм, на некоја игра, заради тоа што сепак си треба некое време ти додека опремата да изучиш, тоа да собереш опрема, заради тоа што не е се у хардверска опрема, у тај свет многу има софтверска опрема за виолини добри да земеш, за како звучат, пошто се свириш на клавир денес, како можеш да земеш, да. Да купиш софтверски, да. Да. Сега се тие под, ајде да кажеме, миди клавиатура. Тапани, виолини, гитара дури можеш да свириш. Стварно? Тоа можело и порано на сайзерите, значи не е нешто ново, ама сега излават многу по-квалитетни, многу по тоа се вика deep sampled, значи они ги снимат у студиото толку многу пати, што ти со еден клик, ако потивко отсвиреш на клавира, ако помалку се притиснеш, многу потивко се свире. Значи тоа е цела наука е дури и снимањето. Како на дирките. Како на дирките на клавирите. Мене на клавиновата е така што истото важи и за виолините, и за гитарите, и за тапаните, и за се тоа, значи многу пати ги снимат у студио. Тоа цела друга наука е дури. Пример, еден тон снимат милион пати. Сигурно софтверски после на база на алгоритм или нешто се вади пример на таа децибел. Сега размислувам како е било. Пример на таа фреквенција, пример некоја си фреквенција, ќе ја снимат, пример удареш, пример, С и се удари, пак удариш, и снимаш едно 20, 50, 100 пати и после правиш како може еден баш просек, авредж на сите, баш така и добиваш некој си чист тон. Од прилик сега, предпоставувам како се прави софтверски. Тука некаде си, да. Да. И тоа се снима се и докај стигнаме, мојот план беше на 3-4 години веќе да почнам да работам со тоа, дури почетно да работам, прв филм, прва игра, како и да било. Арнома баш се изненади, заради тоа што у исто време доби понуда од Кафе де Анатолија за музичката... кажи ти се тоа, значи... доврши се, после многу лоша навика на прекинувам. Нема проблем. Доби понуди од Кафе де Анатолија, од Никола, мој кум сега што ми е, да правя музика за ни. А они сега значи веќе соработуваат со светски имиња, значи многу познати имиња, прават за ни музика и баш тоа им изненади, како јас само што почнувам и одма они ми викаат ај направи и за нас музика. И со тоа што почна и за ни да правя музика, излезе на Spotify, на YouTube, почна стримови да добива на YouTube, дури на некои плейлисти веќе има куцна на неколку плейлисти до 1 милион views. Стварно? Да. Браво. И заради тоа што они се веќе многу познати, почна веќе да гледам дека не мора 3-4 години да чекам. Само треба повеќе да се посветам на тоа. Од аспект на Кафе де Анатолија тоа беше, ама со филмската музика почна да правам траки.
само колку да ги ставам на интернет и да ги имам, и првите сеха беа многу лоши. Човеки се тргнати. Арно почна од некаде и почна да ги ставам на SoundCloud прво. Там е најлесно. Почна да пишувам на Instagram на многу development studios. Као, слушај, јас сум тај и тај, дали сакате да ја правам музика за игра, оно, мислам дека пишува на стотици, ја не знам на колку луѓе сум ми пишал. Стварно, значи, толку многу сум бил одбиван, тоа е невозможно. Повеќе сум бил одбиван, секој кога сум бил прифанат. Да, тоа е нормално. Ама на почетокот е така. Процентуално колку би било прилика? Па сигурно 95% rejection има. Што е очекувано, заради тоа што сепак сум и ја сум бил на почетокот, знаеш. Не ми бил музиката некоја топ ноч. Ама многу е битно да си ставиш од тај мајндсет да знаеш дека човек си, јас сум у почетокот и дека треба да се радуваш на секој што ќе те прифане, него ли на секој што нема. Ајде да си некое име, па да некет, па да се прашуваш што не е уред. Сваќаш, а сега ти е баш тај мајндсет. И тоа ме одржа да не се откажам, заради тоа што знаеш, некојаш одбивањето може да створи таква, знаеш, нервоза и да сакаш да се откажеш од се, да оставаш, абе во не бива. Одбивност, да. Толку доста беше, знаеш. Така. И полека почна да се поврзувам со повеќе луѓе од индустријата, режисери, едитори на филмови, девелопери на игри. И како што музиката почна да ми се подобрува на мене, така повеќе и шанси почна да добивам. За некоја малечка игра, нешто сум направил, дури не сум ги ни спомнал тие, заради тоа што биле мали игри или уште су девелопмент. И полека стигна до една Facebook група, што беше стварно многу чудно. Замисли на Facebook група, викат вакви луѓе од индустријата и на Zoom calls, сега баш, нели, сега почна, за жал, COVID време, и на Zoom calls некој, не толку познат режисер, арно, ама правило е некој, mid-size филмови. И на Zoom call, за без пари, не викат сите од Facebook групата да дојдеме на тај Zoom call и да слушаме оно што има да каже. И така секоја недела. Како предавање, нешто такова. Како предавање, за без пари, за без ништо, знаеш, баш чудно ми беше за Facebook група, тоа мислам, не сум го видел барем ја до сега. Добро. И полека адмион на таа Facebook група беше таа Тина Имахара, таа иначе братучетка на Грант Имахара од Mythbusters. Тоа ќе да прашаше да не е нешто со Грант Имахара. Стварно? Да, братучетка. Рестин пис Грант Имахара почина пред неколку месеци. Знаеш колку ми беше жал. Жално баш. Порасна со Mythbusters. Discovery Channel, Mythbusters. Порасна, ја сега нажи се, мислам толку е непредвидив, не знам дали беше COVID или нема, не е ни битно, ама човеко беше, мислам, јако му славаш, човеко беше гениалец, технички, нели? Братучетка на Грант Имахара. Братучетка на Грант Имахара, да. И се поврза со неа и полека, како што ја почна да одам на тие Zoom среќавања, ајде и кажеме, почна да се запознавам со режисери, што ме прашува, леле, дали можеш да ми го видиш филмот, да ми кажеш што мислиш. И ја и кажуваше од музички аспект, што мислам да некој неготов филм, што уште не е излезел, што мислиш за музиката, што мислиш за воа. И така се повеќе почна да се поврзувам со повеќе луѓе. И откри дека оваа индустрија дури конекциите се можеби дури побитни од музиката. У многу индустрии се конекции многу битни. Значи, нема индустрија за која што сум чул да нема да не се базира на конекции, зборам не на врски као конекции, врски фаќање, туку на нетворкинг. Они го викаат тоа нетворкинг малку. Западњаците по култура ние си го викаме врски. Нели фаќање врски, они викаат ти имаш добар нетворкинг. Да, и ние имаме туку добар. Супер нетворкинг има тука. Добар нетворкинг има одредени личности, многу добар нетворкинг у судството имат направено. Ова државичка не одамна нашиот нетворкинг. Ние сме мастери за нетворкинг. А па в мајка Българија да не ти казвам каков нетворкинг има направено. Тамо е сигурно што толку. Секаде е така, значи од бизнис јас дури да имам уводите на науката сум, со научното истражување и од тамо е многу битен аспект нетворкингот да такво
да знаеш с кой да правиш колаборации. Како вие сега ще правите колаборации, кај нас у науката има колаборации. Пример, ако ти си сега, како што викаш, режисер и сега ми трябва некој добар продуцент, това да видам тоа да видя или да ми даде некој ревю или да ми направи нещо си новам. Исто и кај нас е тај нетворкинг, мислам много битен нетворкинго, како пример имам си, ако сум јас сега на лабораторија истражувачка, на мене ми треба пример некој да провери дали да ми направи синтеза на некој протеин или да ми провери нещо или некој процес, нещо. Аутсорсинг, пример, нещо го направам. Да. Много добър нетворкинг трябва да имаш за колаборации, това да бидат квалитетни пример в другите лаборатории, за да може да имаш добър резултат. така. Да. И тук порано, сега не знам, сега няма да е толкова много едноставно, порано на конференции, порано сборно, BC before corona. Сега е веќе порано тоа. Сега веќе, шо да ја справам. И баш така се одило на јас на најемодено, ама на конференции кој одиш и баш така нетворкинго ще имат и баш груп лидери и стражувачи, главни кажувано, вика најубавите конекции се прават не на лајте, нели, нетворки се правят не додека некој презентира или не за време конференцијата, после 12 сата вика кога не сите вика баро. Кога утре треба знаем, утре вечер ќе си одиме, тогава и се правят најубавите конекции. И стварно е така, најубавен нетворкинг. Кога си лом направен и така, не е лесно и научиш. Излава се. Не е лесно и научиш, брат. Не. Баш убаво време. И сега е уште толку, значи јас нема груп лидер, што не знам што не ръмба, брат, по 2-13 сата, секој ден и треба да бидеш со музиката, со бизнисо, можеш така некако, ама тук у науката трябва много да знаеш. Пример сега ти у музиката, нали, знаеш и ептен знаеш, ама или у бизнесо ќе се снајдеш, ќе прогуглаш нещо, века. Добре, не е дека и у науката, ама треба ептен много да знаеш некако, за да можеш да мръднеш или да почнеш. После ме респектирам за сите што работат у науката, пошто работят стварно много квалитетно и за достигнеш нашето публицирање на научен труд треба да е некаде еквивалентно на твоята продукција на музика да се стави на некој филм. Некој голем филм. Не мора да е голем филм. И кај нас има сите трудови не се еднакви. Имаш у по-ниски списания, у по-високи изписания, нели, кои со колку фактори, со каков, нели, фактор си е. И процес е. Значи ти за мал филм да правиш, трябва да бие се цаком паком. И стои како нас. Колко и мало пример магазин да постираш, трябва да се биде се цаком паком. И така некој excellence, не знам друг збор најдам. Значи за такви работи много може треба малку луѓето да или се такво некако посебно некои млади што те гледам што тражат работа, што ако сакаш да бидеш успешен, ако сакаш да тргнеш да работиш некаде, ако сакаш нещо да направиш свое, нели, што треба да му предадеш на друг или нещо, баш така кај мене кај науката или кај бизнес или кај музика, тоа треба да биде направено до крај. Точно. Значи трябва да биде направено до крај, трябва да биде до детали направено, трябва да биде. Значи не да вземам пример од шубелата, другар ми шо места парна и парна и силици и трето и пето се. Не е битно, трябва да биде направено до крај, трябва да биде скоцкано, за да имаш некој репер, некој утре да те викне. Точно. Некако ние си патеме многу луѓе што јас знам што тргнат нешто па не довршат или нешто треба, осте го или на половин пати е оставена некако работата или после тоа не мора, значи само кога ќе се фокусираш на перфекција, на екселенц, баш на тоа ти што викаш, нели, треба да биде се по темпо, по инструмент, по се скоцкано. Дури тогај добиваш нешто, тоа е некако неверојатно чувство, Стефан, да произведеш нешто толку квалитетно. Наежеш се дори и сами од себе се наежеш од тоа што си го направил. Да, значи јас имам моментално 2 публикации, третата треба да излезе некаде здрави живи крај на наредната година. И тај процес е многу длъг. Значи, последната публикација што ми излезе, фактички втората, ми излезе сега у август. Браво. У август ми излезе последната публикација, што беше на нешто што работил втора година факултет. Значи, 1, 2,
3,5 години, че нещо пред 3 години ще съм работил нещо с коцки да се направи. То не съм само аз, но това работи цял тим. Да. Значи аз делумно имам удел, нали, едно, дори не беше толкова инволвирано цялото пишуване. Значи има цял тим, то има какво се излезе, какво се причини, че това е нещо така. Изтока и правим аналогия сега како со тебе. Да. Не работиш само ти. Значи ти си само един дел от алката. Я ще викам, значи от едната страна на режисера да повлече да акомодуе музиката, трябва да си има чекори и за да функционира тази цялата мрежа, трябва всеко делчо, всеко алка трябва да си биде да е силна и да не бие скръшена, да си функционира, за ако повлечеш да има, ако тази аналогия се користим, ако повлечеш алката, а е скръшена некъде, влечеш нищо, а трябва да си влечеш продукто. Точно, да. И тази аналогия можеш всека да си користиш. Аз си користвам бизнесо, примерно от побарувачка до столование, примерно за производ. Има много цяла комплексна мрежа и трябва си далки да си бидат, да си функционират, за да работи целият процес. И той и сега зависи. Колкото се по-несредни алките, толкова по-шит продукт, да речем. Точно. И така. А музиката той се забележува. То всеко много така се забележува. Аз не съм слушал някой филм с лоша музика. Може някъде нещо не ми се е свигало, ама генерално е било, мислям, в моя изкуство е било окей. Сега, не знам, ти имаш работено на няколко филмови, на някои игри, шо имаш сработено, да речем, сработено. Аз съм у процес, како што кажа, сега почна крај на 2019 игри. Да, за во време збор. Да. Игри се, значи, екстремно долг процес. Значи, development time може да биде 5 до 7 години дури. Од почетокот, да. За игра зборам за PlayStation, за Xbox, PC или Android нещо игри. Да, за по-големата, кажеме, за PlayStation, за PC, за Xbox. Некои mobile games може да бидат направени по-брзо. Ама, обично, сигурно е барем година до 2 development time. Заради тоа што и у игрите, како седро, што збориме сега, огромен процес е тим на луѓе, а ако сам ја прави инди гейм девелопер, например, сам си ја прави играта, тогава е уште подолг процес. Заради тоа што некои луѓе сами си ги прават игрите и имат и дури и успех со тоа достигнато. Стварно. И у моментот работам на сега работам на еден филм, тај се вика The Pill, и таа е филм инцептиран, ајде да кажеме, почнат од таа Facebook група. Со тоа што една режисерка имаше идеја да направиме филм со луѓето од групата. Да, и да биде комплетно ремоут. И како идеја тоа само се вроди и сега стигна баш до продукција сме веќе. Филмот ќе се снима крајот на ноември. У Барселона добиме огромен хотел. Да. Одма до Airport хотел, мислам дека се вика. Добро. Не сум точно сигурен, има огромен хол, значи сетапо за тоа она што го има измислено, Луис се вика режисерката, е баш перфектен за тај филм. Значи ќе биде малце, ќе кажам малце од филмот, тоа е како блиска иднина. Филмот се занимава со ментално здравје, ајде да кажеме, и повеќе детали нема да откривам, ама локацијата е најдена, актерите се најдени. Така. Филмот ќе се снима ноември и се очекува да биде готов негде јануари или февруари другата година. Исто работам на една игра што се прави од еден канаѓански девелопер. Со тим на луѓе, дури од тимо имаме, за филмот имаме еден од едиторите има добиено 3 номинации дури. Стварно? Исто што ќе работи на филмот, а на играта има, не знам кому беше името, ама ќе имаме советник од Spider-Man што има добиено Греми. Од Spider-Man двојката што беше со Реми, како се викаше режисерот, забрави го, нема врска. Ама играта исто ќе биде уникатна, one of a kind, ќе биде повеќе за фотографии дури исто играта, вика се фото FPS. Сега у development, чекам да биде некаде завршена. Јас најверојатно ќе почнам да работам на неа другата година, ама сум веќе локтин за тие два проекта, исто чекам за еден трет проект одговор, што треба да биде сега. И што сакаш да кажам, мислејќи дека тоа ќе се деси за 3-4 години, се деси многу побрзо. Да. Вау. Прекрасно. Сакаш неки што те прекинувам, ќе се снима тоа у Барселона филмо?
Филмот е снимал Барселона, да. Да има некоја конекција со Матрикс пил, или? Социјално здраве. Не те прашувам, мислам дека не смееш ни да откриеш, не битно. Не, филмот е вака. Не битно, браво. Ако бао Барселона е многу прекрасен град, мислам, ќе бидеш и ти там за време на снимањето јас делумно, нема потреба да бидам. Можам ако сакам да одам, ама дај би измисли некоја потреба да бидеш там. Како може да нема потреба? Јас сакам да треба одам. кажи, јас треба да добивам инспирација. Ке се качиш на Кармелите. Ел Кармел се вика еден дел од Барселона. Тоа така се викат бункерите на Кармел се викат. Тие на време имало бункери таму и не знам што се гледале се валјде нешто војски натаму намо. Тоа е на врво на Барселона. Мислам не на врво, ама на огромен рид на Барселона. Кај што качуваш си гледаш се, значи лево тука од индустријската зона до целиот град. W хотелот вај што е целиот како еден тај големиот хотел што е познатио. И десно тука до аеродромот се гледа така најверојатно и ако тука некаде се сними локација ќе гледаш. Таму ќе се качиш и ќе добиеш некоја, мислам дека Queen за Барселона сигурно и таму се оделе да добијат некоја инспирација. Така да измисли се некоја инспирација. Јас си тражам, ама проблемот е тоа што у ноември мислам дека дури ова за жал ситуацијата што сега има у светот нема да биде подобра и нема да можеме толку слободно да патуваме низ државите, знаеш. Тоа е Германија има стрикни мерки. Барселона, Софија, картите повратни се 18 евра, чисто ако сакаш. Ама јас треба да летам од Келн. Каква е ситуацијата од Келн? Нема ли? Не знам. Ама не парите не е проблем. Софија е парите не се проблема. Проблемот е тоа што пари нема. Кога ќе се парите нема, да. Проблемот е тоа што кога ќе се врнам ќе треба јас да бидам сега од 8 ноември Германија спроведува нови пакет мерки. Пакет мерки спроведува. Сите што се врнат од ризични земји мора да седат у карантин. Со тест, не тест, што сакаш дојди, мора ти да седеш дома. А јас не можам тоа да си го дозволам сега. Јасно. Знаеш. Така да. Ако имаш прилика, ако се снима тај у некој нареден месец, ако имаш прилика дефинитивно да отидеш. Јас таму на Кармел живеа 2 месеца на година, да. На 7,5 минути трчање беше од кај живееш у станчето до горе до врво и мислам насебали беше нешто прекрасно. Изгреш сонцето, гледаш кога нема облаци. Многу Барселона убав град, да. Жена ми има живеана у Мадрид исто една година. Стварно? Да. И исто била многу пати у Барселона. И исто ми кажува дека земја у која што сака да живееме е Шпанија. Дефинитивно. Би те подржал, јас последна година поминал Шпанија. Многу ми се свиѓа. Мислам многу убава, многу топла држава. Да, баш. И нема да се откажам кога ќе присоберам некоја паричка, дефинитивно ќе се купам нешто таму. Дефинитивно. Ту моето подлабоко старост да си некоја викендичка. Да си ги поминуваш деновите на топло. Да, баш така. Да, баш. Стефанче, фала многу што дојде. Фала многу што ми направи друштво, што вика нашиот другар, што ми испоштува. Ценам го волот и тука си неколку дена само, утре си одеш и одвои време, колку саат време нека да седнеме да се видиме. Помина саат. Кетчап да направиме. Мислам, бао беше и ме радува така, баш ме радува некој што така си работи на пасијата и веруј немаше да те викнам да не гледаш нешто од тебе. Така да мене исто тебе, значи надевам се ќе продолжи и ќе прерасне нешто многу поголемо. Да видиме, јас трактор купи, па ќе видиме. Ќе изораме почвата. И така. Одлична идеја, браво. Супер, Стефанче, фала многу. Дечки, поздрав, гледаме се. Чао.